Големи разлики во минималните плати во Европа. Минималната плата е законски пропишана во повеќето земји членки на Европската Унија и во некои други европски земји. Во земји каде минималната плата не е законски пропишана, пресметката се прави според вообичаениот број работни часови месечно. Во 8 европски земји таа надминува 1000 евра, а по Луксембург со минималец од 1142 евра следува Ирска со 1656, Холандија со 1636, Велика Британија со 1599, Белгија 1594, Германија 1584, Франција 1539 и Шпанија 1050 евра. Потоа следат 10 држави каде минималната плата е помеѓу 500 и 1000 евра. Минималната плата во Словенија е 941 евро, Малта 777, Грција 758, Португалија 741, Полска 611, Литванија 607, Естонија 584, Словачка 580, Чешка 575 и Хрватска 546 евра. Минималната плата помало од 500 евра има во вкупно 7 европски земји. Унгарија 487, Романија 466, Латвија 430, Србија 343, Црнагора 331 евро, Бугарија 312 и Албанија 213 евра. Од земјите членки на Европската Унија најниската минимална плата ја примаат жителите на Бугарија, Романија и Латвија. Финансиска поддршка за винарниците. На 13 милиони евра им стојат на располагање на винарниците од Македонија. Мерката 3 од ИПАРД 2014-2020 се однесува за инвестиции во преработувачките капацитети во кои влегуваат и винарниците, а беа представени од телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој на Инфоден. Представена е мерката 1 која што треба да трае до крајот на февруари. За неа веќе има интерес кај винарниците, а затоа што тие преку оваа мерка на ИПАРД можат да инвестираат во нови лозови насади и набавка на системи за снабдување со вода капка по капка, таа е важна за нив. За мерката 3 од ИПАРД програмата покрај другите преработувачки капацитети може да конкурираат и винарниците и оние што претходно добиле финансиски средства од ИПАРД програмата 2014-2020. Може да конкурираат со неколку проекти, но услов за овој период е нивните инвестиции да не надминуваат 4,5 милиони евра во денарска противредност. Државната каса се наполнила со 3,315 милиарди евра во 2019. Министерството за финансии го објави извештајот за извршување на буџетот во 2019, според кој најголемо потфрлање кај приходите има во наплатата на данок на добивка, кај расходите во парите за капитални инвестиции. За цела 2019 година државната каса се наполнила со сума која што е износ од 96,8% до она што е планирано со ребалансот на буџетот, кога буџетските очекувања се намалија за 48,2 милиони евра од првобитно скроениот буџет. Реализацијата на расходите е 95,3%, односно планирани биле 3,71 милиарда евра, а се собрале 3,53 милиарди евра. На приходната страна најголемо потфрлање има кај данокот на добивка, каде што се собрале 75,5% од планираните приходи. Со буџетот е планирано добивките на компаниите да донесат во државната каса 248,8 милиони евра. Овој износ не е сменет ни со ребалансот на буџетот, но до крајот на годината од данок на добивка се собрале 187,8 милиони евра, односно компаниите пријавиле многу помали добивки од она што се очекувало.